Еве назад во студиото со мојот колега Дејан Андоновиќ, со кој што веќе ви е добро познато дека коментираме актуелни меѓународни теми. Дејан се чини дека коронавирусот не може да се симне од меѓу топ 5 вести. Избегнувавме изминатиот период, нели разговаравме на редакцијскиве колегиуми дека нема да го третираме бидејќи вирус е вирус, нема тука никаква анализа, но нема не можеме да го третираме со таа паника да. како што го третираат паника сите не треба, останати. меѓутоа вирусот очигледно не се симна од светските тикери и е причина зашто денеска ќе му посветиме некоја минута. Во последниве 24 часа 97 починати од коронавирусот, вкупно заболени 1113. Исто така во 24 други држави се забележени 319 случаи, од кои 2 смртни. Светската здравствена организација ги подигна мерките, го подигна алармот. Тие изјавија дека коронавирусот може да биде глобална закана, потенцијално полоша од тероризмот. Потенцијално полоша од тероризмот, бидејќи никој не може да биде имун на неа, особено што се работи за вирус кој прво не се знае од каде потекнува. Има 4 аспекта ова се што го зборуваме. Првиот аспект е од каде овој вирус, зашто токму во Кина, зашто токму таму, ако се земе во предвид дека Кина е најбројната, нели најмногу људната нација во светот, но и е растечка економија, потаму бидејќи не можат вирусолозите да најдат што е причината, додека ги најдат причините за појавата на овој нов тип на вирус, почнуваат да влегуваат шпекулации во светот од каде е, што е и како е. Од тоа дека е можеби од кобрите кои јадат лилјаци, а кои се автохтона храна на некои кинески провинции каде што луѓето ги јадат, па имаше сомнеш дека оттаму се заразени луѓето, до дека се работи за некаков можеби терористички напад. Не случајно кинескиот амбасадор во Вашингтон пред 2 дена излезе и рече дека не ќе ни да поверува и е многу лудо да се сомнева дека можеби Кина е цел на некаков терористички напад, но се додека не се најде причината од каде е овој вирус, сите шпекулации ќе можат да одат на интернет и луѓето ќе можат да паничат. Она што е страшно можеби е фактот дека кинеската економија, која беше најбрзо растечка, која беше цел на санкциите на западните држави, има страшна стагнација, луѓето нормално се во паника, каде што дел од државите, ако не се лажам, и не увезуваат кинески производи. Токму така. Јас комотно можеме да констатираме дека она што не успеа санкциите на Доналд Трамп кон кинеската економија, успева коронавирусот. Ако се земе во предвид дека сега и државите кои ги игнорираат тие санкции во трговската војна со Кина, како што е Русија, сега на некој начин не увезува кинески производи. Имаше податок дека Русија забрани увоз на мобилни телефони од Кина, што е дополнителен удар на кинеската економија. Од друга страна, луѓето кои се во Кина трупаат храна превентивно, не знаат колку време тоа ќе трае, дојде до поскапување на кинеските производи прехрамбени, дури се отиде до таму да кинеската држава почна да ги казнува оние компании кои ги зголемуваат енормно цените пред се на прехрамбените производи. И Дејан, уште една важна работа која мора да се спомене со коронавирусот, освен тоа дека вакцината ќе биде готова дури за 18 месеци, е тоа што од Светската здравствена организација предупредија дека ова е борба и против теоретичари на заговор, не само борба против вирусот. И ако ми дозволиш, едно меѓународно медицинско списание имаше наслов, гласи: епидемијата од идиотизам се шири 10.000 пати побрзо од коронавирусот. Одлична поента, токму поради тој го почнавме овој разговор. Ние не сакавме, нели, као редакција да го третираме, да не се дига паника. Но факт е едно, се додека нема официјална информација од каде се појави овој коронавирус, ќе бидат подгревани секакви шпекулации од тоа дека се работи за природна мутација до тоа дека се работи за некаков биолошки тероризм.